Еден е на Тасос, еден од најзелените острови во Грција. Сместени сме на убавата долга песоклива плажа Голден Бич. Островот изобилува со прекрасни зелени плажи, вгнездени во карпите, каде што густата зелена шума се огледува во прекрасното море. Но, ако сакате авантуристичко, адреналинско доживување, ако ви е здодевно само да лежите на преубавите плажи, ако сте непоправливо љубопитни, тогаш направете го вашиот годишен одмор побогат за уште едно немерливо искуство, АТВ тура до највисокиот врв на Тасос и Псарион. Ја искористивме понудата од Easy Riders Motor Rent и заедно со нив ја остваривме оваа наша замисла. Од Потос, по правлив локален пат, меѓу масленици, преку волшебното планинско село Мариес, стигнавме до истоименото езеро и водопад. Езерото е полно со риби, а водопадот се наоѓа малку подолу по рекичката во длабок шумски лад. Ги напуштавме продавачите на мед и маслиново масло и продолжуваме по камениот пат низ прекрасната борова шума. Ипсарион е највисокиот врв на Тасос, 1204 метри надморска височина на истоимената планина. Не дочекаа прекрасни погледи и ладен ветер. Сиво-зелените распукани карпи гордо се протегаат над плажата Голден Бич. Ја чувствуваме силната енергија на природата, борбата на ветрот со карпите, а во далечина брановите спокојно се лелеат на прекрасната плажа со песочни дини. И се разбира, фотографирање и запишување во книгата за впечатоци. Кастро е мало село во внатрешноста на Тасос. Се верува дека тоа е најстарото село на островот. Името на селото доаѓа од замокот што постоел овде. Застанавме тука на подолга пауза за ручек.
Не воодушевува камената архитектура, старата црква Свети Атанасий, каде селаните наоѓале заштита од нападите на пиратите, столетните дрвја и љубезноста и гостопримството на собствениците на таверната Костас. Продолжуваме по нерамниот камен пат, некаде беше предизвик да се помине. Не чека уште еден водопад, Апостолус. Во ладовина, во густа шума, реката си го пробива својот пат и прави уште еден прекрасен водопад, паѓајќи од 3,5 метри височина. Старите шупливи дрва, со своите корења закачани за карпите, стојат цврсто како чувари на водопадот. Од планината Ипсарион се слеваат богати водени текови надолу до морето. Затоа Тасос е толку зелен и совршен. Внимателно, но со голема радост, го поминуваме овој дел од патот, заштитени од сенките на масивните платани. Последна станица на нашето авантуристичко доживување е селото Теологос, село во централниот дел на Тасос. До втората половина на претходниот век, Теологос бил главен град на островот и негов политички и економски центар. Веднаш до селото се наоѓаат прекрасните водопади кои мештаните ги нарекуваат Кефалогурнас. Водата се спушта каскадно и создава прекрасен пејсаж во кој мора да се заљубите. И потоа, повторно возење низ магичната шума до Потос и срдечно наздравување на целата група за успешно поминатиот адреналински ден. Оваа авантура треба да се повтори. Благодарност до Easy Riders Motor Rent од Потос за успешно организираната тура и до учесниците, прекрасната весела група составена од различни нации.